Од 364 дена, денешниот, односно 365-тиот ден во годината посветен на жената како единствен, битолскиот градоначалник не пропушта и го искористи во друштво на жените од битолските невладини организации. По традиција, со роза и добри желби им го честита 8 март. Убеден сум дека доколку светот во прв план го водат жените, тој би бил многу подобар и многу поубав. Значи, тоа со сигурност го кажувам, затоа што досега, како што спомнавме, не сум видел воени единици да предводат жени. Тоа го прават мажите. Значи, машкиот свет е многу посуров, многу подиректен, многу поагресивен. Женскиот свет е понежен, женскиот свет е почувствителен и мислам дека женскиот свет е пример како треба сите да се однесуваме. Во името на сите присутни представнички од женските здруженија се порача дека 21 век е вистинскиот да се запомни како век или време на жената. Затоа што се освестивме, не се еманципиравме, бидејќи еманципацијата си ја имаме во себе, си ја пронајдовме уште во минатиот век, а во овој век ќе се потрудиме да работиме за општото добро на нашата нација, на нашата држава, на нашето општество, со тоа што ќе влегуваме подлабоко во бизнисот, подлабоко во политиката, нема да бараме дозвола од мажите, затоа што тоа е еден вид на еманципација. Ние сами за себе почнуваме соработка меѓу невладините организации во градот, бидејќи само тие можат на вистински, доколку си ја работат вистински работата, да иницираат проблеми кои што се јавуваат, а проблемите ќе ги има секогаш, а во соработка со институциите на системот да ги решаваме проблемите. Според зборовите на Талески, машкиот свет полн со агресија мора да се избалансира со нежноста од женскиот свет. Во спротивно, истакна тој, планетава не би постоела.